Добре дојдовте во процес. Заедничко подеднакво старателство врз децата по разводот. Можен ли е ваков модел на старателство кај нас и каков е неговиот концепт? По прилогот на Славица Филиповска следи разговор во студио. Тоа што највеќе го сакаш, не можеш да го видиш дали е добро или да се јавиш на телефон да го слушнеш. Не знам. Проценат е. Нема зборов. Вака трепери гласот на Никола Пандорски секогаш кога се отвара темата за старателство врз неговите деца. Овој родител не може да ги гушне своите две малолетни деца кога ќе посака, затоа што согласно законското решение по разводот со неговата сопруга, тие останале да живеат со мајката. Никифор формално не е во брак нешто повеќе од 1 година. Од потпишувањето на разводот чекал 2,5 месеци надлежните да одлучат кога може да ги види сопствените деца. На 6.4. минатата година формално правно нашиот брак завршен или со мојата сопруга, бивша. И сега дојде тој пост период со децата, гледање и така натаму. Ги гледам многу колку што дозволува решението. Значи, која е првично мислам, изготвена и од страна на Центарот за социјални работи. Или се одвива таа некоја постапка, која што после таа постапка на мирење, они донесуваат некакво решение, кој што доколку родителите не се договорат како да поминуваат времето со децата и кој што да прави, тогаш тие донесуваат некоја одлука, односно решение со кој што и формално на некој начин се регулираат ведувањата, односите на едниот од родителите или тој што не живее со децата, како ќе се гледа, која динамика и така натаму. Моите решенија и беа многу различни, имаше долга и, како што веќе кажав, тешка постапка, како најправно во едно решение, односно во период додека немаше решение, воопшто не гледа децата, односно просто некако исчезна, тука нема многу како да се стигне до нив. Тешко е, значи, да идеш само да го видиш детето, а не пак и да помниш време со него. Тука има веројатно и некои формално правни трикови кои што се користат или се злоупотребуваат и така натаму. После 2,5 месеца, нели, кога ги снима децата, ги видов и од тогаш првен ги гледав 3 пати неделно, без никакви празници, викенди и така натаму, не беа дефинирани. А потоа, по моје барање, нели, се промени тоа решение и се гледам еднаш неделно и се првиот и третиот викенд во месецот. Овој родител вели дека надлежните конфузно ја одредуваат реалната состојба. Тој раскажува дека тешко е да ги види сопствените деца, бидејќи ако тропне во домот на поранешната сопруга, може да биде пријавен за малтретирање. Должен, нели, на тој Центарот за социјални работи да констатира некоја фактичка состојба, која што по мене, значи, методологии и такви работи треба да се применат соодветно. И, во мојот случај трик било да кај ќе видат децата на денот кога ќе ме посети луѓе, ќе ме посети, нели, тимот од Центарот за социјални работи, кај се децата, таа е фактичката состојба, таму живеат децата, и ако до започнување, нели, на постапката за денот кога дека потпишам дека не сакам тој брак да продолжи, тие живеа со мене, нели, едноставно градника ги снема и додека не посетија да ја констатираат, нели, новата фактичка состојба, тоа не се случи, значи јас немам достап никаков до децата. Тешко е да се стигне, значи ако се јавите во полиција, ќе кажат децата се со едниот од родителите, тука нашите ингеренции престануваат. Ако отидете да тропнете дома, ќе ви пријават за вознемирување. За него секој момент е скапоцен и еден ден во неделата поминат со децата е многу малку време. Поред моите вредности во живот не мислам дека колку да поминеш време со децата не е доволно. Тоа значи дека и овие еден ден во неделата, првото третото викенд во месецот е апсолутно ништо.
Никифор е само еден од родителите кои со нетрпение го очекуваат исходот од иницијативата на група родители за заедничко старателство и рамноправна грижа. Целта на иницијативата на групата родители е воведување на споделено старателство со што би се остварила праведна положба на родителите во однос на остварувањето на родителските права. Тој смета дека оваа иницијатива е неопходна, бидејќи едно дете нема главен и спореден родител, туку двајцата родители имаат еднакво право врз детето. Ова е не само за нас како татковци, нели, гледајќи процентуално, нели, поголем дел од старателството на жените, односно на мајките, туку и vice versa, нели. А пред се и за децата, тоа во тие случаи децата не можеш окей, ти живееш таму, таква е состојбата, да објаснуваш, туку едноставно за детето може да се превроди, а таа една состојба да не се ни осети. Психологот Марија Стефанова вели дека при развод децата се ставени во неизвестност, која би можела да се намали. Според неа, основна грешка е што кога луѓето престануваат да функционираат како партнери, престануваат и како родители. Неизвестноста што децата ја чувствуваат во тој период и како може да се намали кога се двајцата родители присутни. Значи, едно е партнерскиот однос, друго е родителскиот однос. Многу често луѓето ги мешаат партнерскиот и родителскиот однос. И кога веќе не функционираат како партнери, престануваат да функционираат како родители. Тоа е основната грешка што ја прават двајцата партнери после разводот. Стефанова вели дека идејата за рамноправна грижа е важна за правилен развој на децата. Со израмнети односи според неа и двајцата родители ќе имаат еднаква можност да уживаат во своето родителско право. Оваа иницијатива ја поддржувам, бидејќи подразбира одговорно родителство и после развод. Затоа што вклучувањето на другиот родител кој што заминува од дома подразбира присуство и неменување, односно на тој начин детето нема да го изгуби вториот родител. Оно што до сега како закон е нели да се додели старателство на едниот родител и како штетно влијае на децата. Бидејќи на вториот родител му е ограничено присуството и одговорноста, која што само по себе родителската улога ја има. Од друга страна, тоа е многу добар, остава многу добар простор да двајцата партнери меѓу себе си ги изравнуваат односите. Односно, во такви услови доаѓа до манифестација на моќ. Јас сум поважен од тебе и сега ќе манифестирам моќ преку децата. Таква манипулација со децата е многу често присутна. И јас во мојата пракса често се сретнувам со родители кои што од една или од друга причина се ускратени, односно има ускратено родителското право да се грижат за децата. И токму заради тоа оваа иницијатива на рамноправна грижа, односно родителство и после разводот на двајцата партнери ја поддржувам и сметам дека е многу важна за правилен развој на децата. Треба време додека иницијативата добие зелено светло. До тогаш, родителите како Никифор се принудени да се задоволат со времето поминато со своите деца, онолку колку што е предвидено. Гости во процес се Горан Стоев од граѓанската иницијатива за промена на Законот за семејство и Драги Змијанац, оснивач и директор на првата детска амбасада Медјаши. Иницијативата, групата родители, побара промена на Законот за семејство и воведување на заедничко старателство врз децата после разводот. Што значи тоа? Зошто, од каде потекна оваа иницијатива? Иницијативата потекна прилично спонтано и јас би рекол самата група на граѓани се организира околу самиот проблем. Значи, проблемот со кој се соочивме после развод и неприликата на недоделување на детето на родителот не поларизира да се собереме на едно место и да почнеме да даваме наши предлози во врска со тоа како да го премостиме овој проблем, бидејќи сметаме дека актуелниот закон за семејство делумно ги опфаќа аспектите за заштита на детето после развод,
меѓутоа има некои недоречености во сето тоа. И ние сакавме тука да дадеме наше мислење и некои насоки кои би сакале да ги понудиме до Министерството за труд и социјално. Ке го објасните и концептот, господине Змијанац, вие давате ли поддршка на оваа иницијатива? Ние даваме. Како гледате на целата? Не само што даваме поддршка, туку сметаме дека стартните позиции на двата родители за подеднаква грижа, родителствување, за правилно воспитување, раст и развој на детето е подеднакво потребна на детето, на двата родители. Детето со ништо не е виновно ако двата родители не се сакат или решили да се разведат. Секако најдобро е кога тоа се работи на доброволна основа, да не мора Центарот за социјална работа или судот да утврдува количество на право на чување, воспитување, изгрижување и викенд татко или мајка кој е во потредена состојба. Нашата идеја е двајцата родители се подеднакво потребни на детето, и татковската и мајчинската љубов. Тој ги гледа како два родители, независно тие што не живеат на исто место. Треба да им се овозможи на почетокот стартните позиции да бидат исти. Не едниот да плаќа алиментација или да има само 2 пати во месецот право на видување, туку да има подеднакво време за гледање, чување, воспитување, згрижување на детето и финансиски инвестирање. Не е доволна алиментацијата, туку и финансиски да инвестира и во здравство и во образование. На тој начин придобивката на детето ќе биде повеќе кратна, ги гледа двата родители како се борат цело време за неговото внимание. И Центарот за социјална работа со овој концепт, морам да кажам, ќе има повеќе работа. Значи, тие на почетокот, ако ја овозможиме оваа иницијатива на заедничко споделено родителствување и одговорно родителство по развод, ќе мора да го докажат квалитетот на остварување на родителско право, и доколку некој од тие двајца не го исполнува ова како главен критериум, тогаш може на еден од родителите да му се одземе правото на родителство со 50% или заедничко старателство. Тоа сакав. Вие нешто спротивно кажавте, односно да биде 50-50. Возможно ли е, велите, моделот на заедничко старателство е комплетна спротивност на досегашната пракса во ред. Можно ли е да се подели старателството 50-50? Мислам на тоа дека ова е Балкан, мислам на тоа дека ова е Македонија, на менталитетот. Значи, Како да, или тоа би било една рамка, а после се друго би било ствар на договор, да кажем. Видете, значи ќе го тргнеме на страна фактот дека ова е Балкан, бидејќи ако гледаме така, ако чекаме... Ништо не треба да се направи. Да, значи ако чекаме секогаш, ако се сметаме самите себе за една крајност овде на Балкан, да чекаме да не заплиснат брановите на некои иницијативи и промени кои што веќе се имплементирани во доста земји во светот, тоаш мислам дека самите се ставаме во подредена улога. Јас би рекол, самата иницијатива која што ние покренуваме и бараме соработка со Министерството за труд и социјална политика и баш во таа насока, значи ние да дадеме наша сугестија и позитивен пример како ние да станеме лидер во, значи, воведување на такво одговорно и поделено родителство. И како би изгледало тоа во праксата? 50-50, како да го поделите? Тоа е малце, можеби, навидум контроверзно, според квантифицирањето 50-50, бидејќи изгледа како, не знам, физичка делба на имот или такво нешто, меѓутоа не се работи за такво нешто. За да сватиме подобро, потребно да се вратиме чекор назад и да фрлиме поглед каква е ситуацијата на актуелниот закон. Или, подобро речено, каква е ситуацијата со спроведување на актуелниот закон во пракса од страна на органите на Министерството за труд и социјална политика, а тоа се мегаопштинските центри за социјална работа. Значи, тие се тие кои што носат во случај на развод, каде што меѓусопружниците имат деца, одлучуваат за судот битни работи. го препраќа барањето до Центарот за социјални работи и бара мислење од нив. Тие работат со тим од најчесто тројца соработници, тоа се педагог, психолог и социјален работник, некојаш и соправник. И нивните решенија, проблемот со кој што се соочуваме денес и со кој што ќе се соочуваат и, значи, сите оние што, не дај Боже, да дојдат во таква ситуација, да, е тој. Значи, решението секогаш е како шаблонско, значи, после извршената стручна работа и направеното интервју и посета на двете семејства, Центарот за социјални работи одлучува детето да биде доделено на едниот родител,
додека другиот родител да има право да остварува контакти и непречени контакти и видувања со детето. Значи тоа е тоа. Сега што значи тоа? Значи тоа е многу Тој дури коректен. Не кажува дека во 90% случаевите центарот дава препорака кога се разведува заедницата, детето да биде доверено на мајката, а најчесто е таткото во поголем број случаи. Сакаат да останат во коректни односи со Центарот за социјална работа. Имаат ли капацитет центрите за социјална работа да го направат сето ова и да вршат мониторинг? Предпоставувам дека после ова треба да се прави мониторинг. Прво и основно дека детето не е дадено на физичка делба. Значи тој ќе има едно место на живеалиште. И подеднаквото заедничко родителствување и одговорно родителство по развој значи квалитет на право на видување на двата родители подеднаков, за да не биде еден во ситуација привилегирана, другиот во дефанзива, во невозможност за правилна грижа, воспитување, и на тој начин ќе им се даде можност на двата родители да соработуваат, да го издигнат детето. Тука веќе не станува збор за алиментација. Двајцата ќе инвестираат подеднакво. И во образование, и во здравство, и се што му е потребно на детето. Таткото, ако е кај мајката, да може да го гледа детето по потреба. Да го земе кај него, да го врати во местото на живење, или ако е кај таткото, мајката да го земе и да го врати. Може ли тоа да се направи? Може ли детето да произлезат па дополнителни трауми од ова? Мислам на тоа пакување, отпакување, згорно се ако родителот живее во друго место на живење сега условно. Секако не мислиме да ја дислоцираме училиштето и местото на живење, но соработката да не му биде оневозможено на едниот родител подеднакво право на двајцата родители да може да се гледа со детето. Јас многу често имам разговарани со мајки, родителки кои го имаат детето со целосно право на згрижување, чување, воспитување, и тие исто реагираат на оваа иницијатива на родителите. Сметаат дека не е возможно да им се овозможи на татковците кога они ќе сакат да дојдат детето да си го види. Едноставно вело центарот пропишува 2 пати за викенд и толку. Тие 2 пати за викенд и толку можеме само да го разбереме кога ќе смениме ситуацијата. Ајде да бидат децата кај таткото со цело време, а мајката да има 2 пати во викенд бидување, за да се почувствува како изгледа сето тоа. Јас не велам дека за оваа иницијатива застануваат сите татковци. Можеби некој татковци им одговара мајката да биде целосно посветена, да не кажам жртва, во правилниот раст и развој на детето, а тој да биде со право на викенд, едноставно брка кариера, сака да биде слободен, 2 пати во викендот, тоа полесно му е да даде алиментација и сите права и обврски кон детето веќе ги става во подредена со ситуација. На тој начин и државата стана соучесник со неодговорното родителство на таткото кој е викенд татко. Затоа велиме ние одговорно родителство и по развод. Одговорно родителство и по развод значи заедничка грижа, заедничка инвестиција, заедничко воспитување и заедничко споделување на товарот и тешкотиите кои ги има детето. Не мајката која води 5 дена работни со детето, училиште, боледувања, здравствени проблеми, а таткото само за викенд туристички се однесува кон него и тоа не може да оствари толку емоционална врска. Вие знаете дека стана збор за емоционалната врска. Емоционалната врска значи и континуитет и квалитет на видување, на грижа. Таткото колку и да биде волшебен, не може со 2 викенда да оствари таков интензитет на квалитетна комуникација со детето како што тоа го има мајката, бидејќи во 90 до 95% случаи ги доверуваат на мајката. Дека центрите за социјална работа тука има целата улога, не судиите? Не. Не ми одговоривте, ќе имаат ли капацитет нашите центри за социјална работа? Да се вратиме малце чекор назад, генезата на проблемот е во тоа што начинот на кој што се доделуваат децата само на едниот родител, а другиот родител се претвора во викенд родител. Најчесто е 2 пати месечно, 2 викенди во месецот, не е ни секој викенд родител. Со тоа најмногу се оштетува самото дете. Детето се ствара од двајца родители, живее, е воспитувано и одгледувано од двајца родители во брак, и ако се случи развод, детето по некоја причина необјаснива, според сегашната практика на доделување на децата само на едниот родител, се одсечени од вториот родител.
вториот родител е толку присутен во нивниот живот, колку само мислам да биде тоа запазено на хартија, дека е присутен и Повторно е коректен. Не ќе да каже јас како татко сум обесправен, не можам да го остварувам Не, квалитетно видете, родителското право. во право е господинот Змијанец, бидејќи статистиката покажува дека во помеѓу 90 и 100% од случаите кои што после развод има доделување на децата, на едниот родител, најчесто се доделуваат на мајката. Во тоа е генезата на проблемот. Ова е застарен модел, тој се базира на стереотипи на улогата на маж и жена, тоест сопруга и сопруг. И не заборави емоционалната врска. Да. Тука е дискриминација. Ова е не само дискриминација врз мажите, може да биде и обратно. Меѓутоа, тоа е застарен модел кој што е заснова негде крајот на 19 век и се уште тера. Во Македонија почнал негде, не знам, после Втората светска војна, негде 70 години, од тогаш нема многу работи сферата. Кои се клучните моменти што сакате да се проблемат? Клучните моменти се воведување на стартна основа од 50-50 на двата родители после развод. Зошто? Зошто? Моментот после развод, едниот родител секогаш знае дека тој ќе го добие детето. Најчесто во кај нас е тоа мајката. Клучниот проблем е они кажете и од ваше искуство. Клучниот момент е они колку што се децата помали, треба по сегашниот закон за семејство, треба татковците да тактизираат да не се разведуваат. Да. Затоа што по дефолт ги даваат на мајките. Татковците сега во овој закон треба да децата пораснат малку поголеми, за да бидат прашани со кој родител сакаат да живеат. Треба ли децата да бидат прашани? Јас за тоа сакам го загатнав ова. Од 6 до 10 години децата имат емоционална зрелост да кажат неформално во разговор со цртеж, со интервју и така натаму во една неформална атмосфера, да центри за социјална работа таму луѓе кои имаат искуство, и семејни терапевти, психолози, педагози да почувствуваат кој родител има појака емоционална врска. Не мора секојаш да биде мајката. Од 10 години натаму треба да биде задолжително. Вие сега земете случај кога дури и две деца ги доделуваат на мајката, не? 2 и 3. Да. Тука нема ни поделба едното кај едниот, другото кај другиот. Таа на некој начин стартна обесправеност на татковците, најчесто која се случува, не ги обесправува само во стартната позиција на родителствување, туку и во тоа дека има поголема веројатност во текот на грижата која има мајката, а има нетрпение со брачниот сопатник, да влијае негативно на детето во негова индоктринација околу тоа колку тато е добар тато, добар родител. А тато не може да биде добар родител колку и да сака со 2 викенд видувања. Тоа е едноставно невозможно. За било кој родител, на детето и пред и за време на бракот има двајца родители, треба да продолжи да биде така и после развод, бидејќи нема никаква причина зошто покрај товарот на распадот на семејството, детето на својот грб да го поднесе и одсекувањето на еден од родителите. Да, еден од родителите кој да е, јас навистина мислам не е важно, меѓутоа статистички, да, повеќе 90% е тоа таткото. Тој станува виртуелен родител. Тој родител може после не знам колку време да потврди дека се грижал за своето дете, само доколку остави трага дека плаќал редовно издршка за собственото дете и на тој начин, например, остварувал некаков контакт со него, материјален, меѓутоа 2 викенди во месецот е многу малку време за некој да направи квалитетно воспитување или мислам, тоа е навистина А што правиме со оние родители што дури не сакаат да плаќаат алиментација, не сакаат да се грижат за децата? Со извршител се активира извршител, меѓутоа тоа веќе ставна за неодговорни родители. Мислам на одговорноста, не мислам толку на финансискиот дел. Има родители кои што не сакаат да учествуваат во тоа. Во заедничкото старателство нема алиментација. Има подеднаква грижа, подеднаква финансиски бенефит за детето. Родители кои што не се заинтересирани. Видете. Може да му се одземе и родителско право. Видете. Баш тоа спомнав. Моменталниот систем на доделување на децата, на чување, воспитување, одгледување на родителите го има предвид фактот дека мајката е домаќинка, тој е стереотип пред 50-100 години. Мајката е домаќинка, не работи, раѓа деца, се грижи за нив и ги одгледува и воспитува. Таа останува фиксирана во кругот на физичкиот
објект каде што живеат, додека таткото е надвор од тој објект, работи, обезбедува грижа финансиска, материјална за тоа семејство и поради тие причини децата секој што кај мајката. Меѓутоа, тоа не соодветствува на реалноста. Значи, на вашето прашање на почеток, дали може тоа на Балканот да се имплементира? А дали современата македонка, значи македонска жена седи дома и одгледува деца цело време и готви и не знам мете низ дворот. Не е така, значи двајцата сопружници се на работа, се враќаат заедно, учествуваат. На таков начин би се растеретила еден круг низ парк или низ центар ќе ни даде јасна слика дека татковци шетаат сами. Ова што го кажате всушност иде во прилог на мајката. Мајката, да. Значи мајката веќе нема да биде во улога на жртва, која ќе го заветува детето цел живот дека она се мачела и дека ете таткото не водел грижа, дека децата се должни цел живот да се реваншираат на детето. Напротив, со заедничкото споделено родителство, веќе не станува збор за финансиски за алиментација, туку за финансиско подеднакво вложување и временско посветување на децата, детето да чувствува дека независно што неговите родители не живеат заедно, тие подеднакво водат грижа за него. Сакам да посочам една работа. Значи фактот што во моментот се знае кој родител уште од пред да се започне бракоразводна постапка. Е во предност. Значи тоа е во бихевиоризмот, во значи психологијата на однесување кај луѓето, кога има значи награда, значи едниот родител добива се, а другиот родител не добива ништо. А згора на тоа што каже господинот Змијанац, покрај значи добивање на детето, значи тоа е многу лошо. Детето го добиваат како трофеј, како приватна собственост. Пресметка со другиот родител. Детето станува монета за подкусурување на некои ниски чувства помеѓу двата родители, за одмазда, реваншизам. Меѓутоа, најжално е што детето ги трпи сите тие работи, а на детето му се потребни и двата родители. Што одговори на прашањето, детето е секогаш најголема жртва при бракоразводна. И поради тој факт, апсурдно е значи и да прашуваме дали е возможно, бидејќи тоа е како да кажеме дали е во бракот, како во бракот луѓето ги одгледуваат децата заедно, а после развод тоа е невозможно. Мора да има 50-50, не значи задолжително за секој развод. Тоа значи пресумпција на подобност на обата родители после развод. Подеднаква стартна позиција. Да. Кога ќе имаат и обата родители подеднаква стартна позиција, Центарот за социјална работа треба да врши надзор. Значи алиментацијата не е проблем, меѓутоа тогаш децата, значи тоа е веќе утврдено во повеќе западни земји и се шири се повеќе и повеќе, да кажеме и во земјите во Азија, така што една недела или на пример како ќе се договорат родителите, една недела децата се кај едниот родител, другата кај другиот родител и тие се грижат за собствените деца. Пред малку прашав за тој момент, дали можеби децата би биле тука под притисок со тоа може да се подеднаква трка на родителите, да подеднакво да ги имаат, подеднакво да се. Тука имаме малку поинакви мислења со групата на родители. Значи споделено старателство не значи и детето 50% кај мене, 50% кај тебе. Едноставно местото на живеалиште ќе биде на едно место утврдено. Може би кај таткото, може да биде кај мајката. Детето треба да се учи во едно училиште, не може во две училишта. Меѓутоа, во заедничко старателство е значи можност на двата родители временски да остваруваат комуникација со детето. Тоа значи во работен ден, ако е кај мајката со место на живење, таткото да може да го земе, да кај него дома, да учат лекција, да го праша како е, како се чувствува, што се случува, да прошета и да го врати назад на спиење. Тоа е големо растеретување уште. И мајката ќе биде слободна, наместо мајките да ги носат во игротеки децата за да можат да бидат слободни 2-3 часа, таткото ќе биде тука задолжен за тој тип на комуникација. И тоа да не биде само еден ден, него ако може да си се договорат во текот на таа недела, секој попладне таткото тоа да го работи, па после мајката, и тоа е на некој начин споделување на обврски родителски кој ги има родителот за остварување на квалитетно родителствување. Ако центарот утврди во тоа заедничко родителствување и по развод дека е квалитетот добар, тогаш тоа го задржува тој статус. Ако не, тогаш може негде трудно да каже вие не ги исполнувате обврските како родител во заедничкото родителствување, сега имате право на видување, а мајката или таткото, зависи кој како ќе се покаже, ќе има право на целосно згрижување и воспитување. Ама тоа е врз основа на детектирана состојба на терен, а не однапред решение каде што едниот е дискриминиран и подреден, другиот е во како ги кажат тие што се во подобра ситуација?
Како ги нарече? Добро, се зголемува бројот на разводи. Се декларираме демократски, христијанска држава сме во моментот, очекувате ли отпори, институционални? Па видите, искрено кажано, ова е иницијатива која што би рекол оди во прилог или е комплементарна на политиките кои актуелната влада ги води во однос на социјалната политика, населението, популацијата, тоест демографската слика на земјата, стабилизирање на демографската слика, подигнување на природниот прираст, што гледаме дека реално е во опаѓање. Така што искрено се надевам дека нема да самата иницијатива да најде на тврд отпор, меѓутоа не е исклучено бидејќи ова е утврдено практика долго време и нешто што е утврдено најчесто треба да се направи поголема работа околу поместување од таа точка на која што се наоѓаме сега. Малку да дорадам, многу добар политички одговор даде. Али вака да идеме. Ако е нешто во најдобар интерес на детето, а политичарите се многу прагматични, го мерат јавното мислење и смета дека ако нешто подржат, им оди во прилог кај гласачите потенцијални, да подржат таква иницијатива, тие таа ќе ја подржат. Не заради толку убедување, туку заради тоа што ќе добијат на подршка од потенцијалните гласачи. Затоа се креира јавно мислење. Ние треба јавното мислење. Ние сега во следниот период што треба? Повеќе мајки кои го оствариле 90% целосното родителствување, да ги вклучиме во оваа иницијатива, да го дадат своето толкување, ама на тркалезни маси, трибини, да се говори. Ова иницијатива со предлог законот за измена на законот за семејство треба јавна расправа, пред да биде доставена до Министерство за труд и социјална политика, да граѓанството го каже своето мислење, да се направат споредби компаративни со соседствата, еве во Србија веќе има таков модел, и тогаш да се даде на јавна дебата, не во итна постапка, во редовна постапка, за да може собраниските комисии да го дискутираат тоа и тогаш да добие... До тогаш да созрее, нели? Да. И ова е секој случај пионерски чекор. Тебе нова што го работи, ја го поздравувам, иако веќе излезе во академик, ова иницијатива. Имаше и Канал 5 една изјава од моја страна, значи мислам дека медиумите малку беа и затекнати во однос на оваа иницијатива. Меѓутоа полека гледам се создава интерес и мислам дека ќе разбера суштината дека се што работиме ние, вклучените во оваа страна со соработка со двата родители, дека работиме во интерес на детето да му се овозможи непречено квалитетно остварување на подетнаква комуникација и одговорно родителство со двата родители и по развод. Тоа да не биде за него травматично. Меѓутоа тоа сепак мора да биде квантифицирано. Еве ќе дадам уште еден пример во западните земји каде што ова е имплементирано. Тоа сакам да ве прашам каде, некаде знам во скандинавските земји. Шведска, на пример, Шведска е лидер во тоа. Шведска уште во почеток на 80-тите години го има направено како опција. Таму судовите решаваат за старателство. Самите судови го предлагале како опција, меѓутоа било опционално. Доста јаки социјални служби. Да. Меѓутоа од почеток на 90-ти години, 91-92 година, тоа е воведено како задолжение, значи задолжително 50-50 старателство како појдовна основа. Значи не значи дека се прави пресек. Луѓето, значи двата сопружници почнуваат од таа точка и зависно од нивните потреби, можности се договараат 60-40, 70-30 и така натаму. Ова иницијатива е преточена веќе како интервенции во законот за семејство. Јас морам да ви кажам, ние како детска амбасада контактираме мајки кои го имаат тоа право остварено, да ни дадат нивно видување. Какво е вашето искуство? Еве 20 и повеќе години постоите, имате СОС линија. Во кој дел при разводите се кршат правата? СОС линијата е жештена од аспект на тоа што на прво место веќе станува покрај сиромаштијата, на второ место е децата кои се страдалници при бракоразводни постапки, посебно на родители кои не сакаат да се договорат и се надмудруваат и дополнителни потешкоти им создаваат на децата околу тоа со кого ќе биде подобриот родител, што е многу погрешен концепт според сегашниот закон за семејство. Значи, двајцата родители, ако имаат подеднаква стартна позиција и подеднакво водат грижа за детето, тоа е леснување на двата родители, најмногу за детето.
И не треба тука да се прават пречки. Тоа што ќе има потешкоти центарот да го врши надзорот на квалитетно створење на родителско право, ќе се зголеми и тоа ќе биде проблем, тоа сум свесен. Меѓутоа децата добиваат бенефита, нели државата потписник на конвенција за правата на детето тргнува од принцип најдобар интерес на детето. Најдобар интерес на детето и комитетот за правата на детето вели најдобар интерес на детето е секогаш на детето да му се остварува непречен контакт со двата родители по развод. Непречен контакт со двата родители по развод за квалитетно родителствување значи количина на време. Точно. Тие сега во решенијата кажуваат вие имате право на видување, меѓутоа тоа не е квантифицирано. Тоа е значи кога нешто не е квантифицирано, немате рамка, значи немате максимум, минимум и нешто да се тргне. Да. Сега во тие земји што ги посочи Шведска, Белгија, англосаксонските земји, например Нов Зеланд, Австралија, Канада, во САД во околу 20 сојузни држави веќе е на сила тој закон и продолжува во останатите. Значи таму минимум време кое што може да му се додели на родителот кој што го нема старателството, тоест пак се смета за поделено е 30%, значи 30 до 35%. Значи тоа е 10 дена во месецот. Во моментот во Македонија имаме околу 4-5 дена, што е премалку. Меѓутоа тоа е минимумот. Најчесто луѓето можат да се договорат за различни проценти. Исто така договорите треба да бидат флексибилни. Можеби во еден период едниот од родителите од X причини ќе замине или не знам има може ќе биде овде, но има приватно. Така изгледа како идеално, ама ми се чини дека е малку сложен концептот. Па сложен е концептот затоа што станува збор најчесто за во сегашниот закон за родители кои не знаат да се договорат или не сакаат да се договорат. И тука веќе почнуваат разни притисоци, лобирања до центарот кој ќе биде привилегираниот родител. Тука значи имаме борба за привилегиран родител. И кој ќе биде родител? Јас не знам зашто Горан не го кажам, а Горан по ова решение родител втор ред. Родител дискриминиран, да, дефинитивно. Родител обесправен. Јас не е вред сега ја да зборам за... Јас го викнав во име на иницијативата. Да. Не, видете, значи... Имате правото да кажете... Не, меѓутоа, значи, индивидуално, јас како представник на групата граѓани, сакам да кажам дека најважно е вниманието да биде на детето. Точно, например, ние страдаме како родители тие што го немаме добиено старателството. Меѓутоа, мене ми е се едно, например, кога јас би го добил старателството, ако, например, јас се однесувам исто, пак ќе страда некој друг родител, пак ќе страда детето. Значи целта е има емпатии кон мајките, а од друга страна смета дека мајките кои се борат за еманципација во овој случај не е доволно водат грижа за значи актуелниот систем е многу недоречен и поради тоа представува плодна почва за манипулација. За манипулација, бидејќи например во законот има недоречености, не е ништо квантифицирано, нема минимум. Например, секој втор викенд има месеци каде што нема 4 викенди, туку има 5 викенди. Така што се прескокнува еден викенд. Кој губи? Пак детето. Има, например, викенди ги сметаат од петок до понеделник, од петок до недела, а има некои центри за социјална работа, го даваат детето, например, во сабота на пладне, а го враќаат во недела во 12 часот. Да, но морам да ти реплицирам, има мајки кои велат и покрај тоа што има 2 пати викенд и средите, тој не ќе веќе среда воопшто да го земе дете, тој ќе да го види, не сака да разговара со него. Точно е, значи тоа не е спорно. Значи има мајки кои велат и ова законско право некои татковци не го остваруваат. Значи тоа е избор, тоа кажам, значи 50-50 е само поедовна основа. Зошто? Бидејќи во моментот како што се поставени нештата, има само еден родител. Значи имате двајца подобни родители и треба да се одбере еден. И настанува борба и во таа борба... Но ќе му се даде ли право на тој родител што не сака, не може... Тоа ти е добро прашање. Има, не знам... Ова иницијатива што ја водат групата на граѓани, родители кои се обесправени. Јас дори би им препорачал да се обратите до Државната комисија за борба против дискриминација. Кај господина Душко Мировски, тие треба да се најдат засегнати, ама тоа може би е 20-30 до 40%. Има некои татковци кои општо не сакаат тоа да го поддржат. Не им одговара тој концепт. Сакаат да си бидат викенд татковци, да си бидат слободни. Има ли некоја клаузула во законот за нив, за не знам како тоа да се реши? Не, значи ќе има, например, со нашиот предлог за измена на законот за семејство, значи ќе има опции да кажеме, доколку родителите не се договорат во рок од 1 месец од физичко разделување, нивно физичко разделување, тогаш тие ќе мора Центарот за социјални работи им понудува стартна опција со 50-50 поделено старателство. При што, доколку еден од родителите не се согласи,
тој може да потпише изјава дека не сака да го гледа детето или сака да го гледа во помала количина време. Меѓутоа, добро е што, например, со нашиот предлог тоа не е фиксно. А што ако се случи 20 родители да не сакаат 50%, да сакаат помалку? Тоа не е фатено, меѓутоа во тој случај мислам дека самиот закон ќе треба да... Дали автоматски државата поставува старател мимо два родители? Мислам дека поставува со одделот за старателство во законот за семејство, мислам дека тоа е опфатено. Веројатно треба да биде, иако е малку чудно, меѓутоа... Можно е, не може да се договорат. Не, мислам дека такво нешто теоретски е можно, меѓутоа во пракса би било многу ретко. А јас имам едно прашање за тебе. Сега си ти во улога на викенд татко. Па и поредко. Што ќе се случи ако тебе ти го доделиле детето со целосно право на чување, воспитување, згрижување, а твојата сопруга да е со право на викенд мајка? За време на постапката во центарот... Јас мислам дека тоа е интимна работа, меѓутоа... Не, нема проблем, не веќе го споделам, значи за време на постапката во Центарот за социјални работи, јас и усно кажав, истакнав повеќе пати, а и напишав и писмена изјава дека свесен поради актуелниот закон и процедура за доделување на само еден родител на детето на гледање, чување и воспитување, доколку го добијам јас детето, значи се обврзувам во 50% од времето кога, например, мајката ќе сака да го давам детето на мајката, на чување, гледување и воспитување. Значи самиот се обврзав да го направам тоа. Меѓутоа тоа не се случи, а од другата страна не најдов на такво разбирање, што мислам е најголема штета за самите деца. Ова намерно го поставив затоа што некогаш ни сведоштвото укажува на јавноста дека има татковци кои поинаку се чувствуваат и ги толкуваат нештата во однос на остварување родителско право. Они не до неодамна мислам дека и не се чувствуваат како дискриминирани, а има основ за дискриминација. Видете, јас ќе ви кажам една работа. Има во психологијата исто еден поем, се вика самоостварувачко пророштво. Значи, вие конкретно за проблемов, системот, значи процедурата го одзема детето од едниот родител, му го дава толку малку колку да не биде без ништо, и сега тој родител, значи нема ништо, тој чека, тој неговиот живот е празен. И тој после некое време го губи интензитетот. Значи, да, мислам дека губи врската. И тој одлепнува, значи, и после вториот родител кажува еве гледај тоа е само стварувачко пророштво. И после тоа ете гледаш татко ти не сака да земе, например мајка ти не сака да земе, како и да за кој да е родител се едно, значи тоа е проблемот. А со ова старателство, значи што ние го предлагаме заедничко споделено, тоа нема да биде случај. И се одзема можност за манипулација и злоупотреба со детето во однос на пресметка меѓу двата брачни другари. Апсолутно, што треба отворено да говориме дека се случува после развод во многу голем случај. Значи, доколку ставиме детето пак во фокус и после развод му се потребни обата родители со прилично ист или таков, значи распореден интензитет во нивниот живот, меѓутоа и ефектите, негативните ефекти од разводот се многу поголеми кога има непријателство, тоест надпревар кој ќе го добие тој трофеј, тоест детето. Тоа е многу жално, значи да се гледа на детето како предмет приватна собственост, трофеј. А тоа ќе се елиминира од старт и самата постапка ќе се упрости во Центарот за социјални работи, меѓутоа понатаму ќе треба да истите да водат од страна. Предпоставувам и државата ќе има бенефит, ќе се намали бројот на тужби. Јас не знам во Страсбург дали има еден. Да, значи неодамна пред не знам околу еден месец имаше македонски државјанин има добиено пресуда во Страсбург поради ваква природа, значи спречување на остварување и на тие минимални контакти и видувања кои што му биле пропишани од страна на Центарот за социјални работи. Така што тоа мислам не и финансиски средства, загуба на финансиски средства, меѓутоа поголем углед и например на меѓународни рейтинг листи исто така паѓа углед на Република Македонија. Има ли забелешки од меѓународните организации? Тоа го чекам. Значи во нашите извештаи кои ги доставаме до Комитетот за правата на детето има јасно забелешка дека се попречува квалитетното остварување на еден од родителите по развод. И бараме препорака од Комитетот до владата на Република Македонија таа неправда да ја исправи. Стигаат препораки, но проблемот е што кога стигаат препораки, ние повторно треба да потсетуваме на препораките дека државата во период до новиот иницијален извештај треба нешто да стори
И тука имаме проблем, еве, постои една комисија за правата на детето која веќе година дена не е свикана, таму меѓаше членува со уште 3 невладини организации кои има право на глас. Не можеме да ги следиме препораките кои стигаат од комитетот, за да тие препораки не влезат истите во наредниот извештај. Заради тоа што комисијата е нефункционална? Не сака да се состане или смета дека не е топ агенда децата и проблемите кои ги има децата, а пред се најранлива категорија на деца се деца од другарите, брачни кои се разведуваат. Тоа е многу голема загуба за општеството. Сакам да посочам многу студии направени од Универзитетот Харвард и други релевантни институции во светот имаат направено долгогодишни студии за ефектите од заедничко старателство или родителство после развод или кога децата се воспитувани само од едниот родител. Значи, резултатите се погубни кога децата се воспитувани само од едниот родител, бидејќи незаменлива е улогата на едниот родител. Не може еден родител да биде замена за двата родители. Значи, тие се комплементарни, како лева и десна рака. Не може да биде еден родител да врши функција. Татковска љубов си е посебно, мајчинска љубов. И затоа е потребно, значи, тоа да се спроведе. Ние не сум согласен со тоа дека кај нас владе некој мнение дека не знам. Ние самите се перцепираме како не знам некој слеп од црево, не знам така да кажам, и чекаме да дојде Не, има една предрассуда која Горан мораш да ја кажеш. Татковците се нечувствителни, недоволно емоционални, недоволно зрели. Видете, тоа е дел од Ама тоа е пристап генерален. Бидејќи тоа е дел од начинот. Вие искуство со Видете, тоа е дел од начинот луѓето се, јас мислам според мене, подеднакво емоционално и психички, значи чувствителни, меѓутоа начинот на воспитување, на социализација традиционално бил таков, значи ако си машко, треба да бидеш издржлив, цврст, да не попушташ и затоа повеќето овој проблем е како да кажем во сенка или како невидлив проблем, никој не зборува за него. Еве сега во последно време ние покренавме оваа иницијатива и баш заради децата. Што понатаму со оваа иницијатива, кажа господина Змијанац, ќе следат јавни расправи и сето тоа, очекувате да се најде во собрание? Да, значи ние сме оптимисти, меѓутоа како да кажем, не сум согласен со тоа дека треба да чекаме некои земји во регионот да ги усвојат тие модели на функционирање на старателството после развод во регионот за ние да ги прифатиме. Можеме ние да покажеме иницијативност. Значи, многу научни истражувања се направени. Има драстична разлика. Децата кои живеат со обата родители после развод се скоро идентични. Дури и кога се физички одвоени, значи со една недела живење во физичкиот дом кај едниот родител, една кај другиот родител, се разбира во опсек, географски опсек, што е не знам 15-20 километри така во истото училиште. Така што јас предлагам, ние можеме да го туркаме овој проблем под тепих, можеме да чекаме, може некој ќе мисли ајде, значи ќе замре оваа иницијатива, ќе згасне, сега е некој бран, нема да згасне. Можеме да бидеме и лидер во нешто, барем позитивно. Сега за сега, значи статистички, секој може да отиде на веб страницата на Заводот за статистика. Бројот на разводи, секој на ново склучени бракови од година во година опаѓа, а бројот на разводи се зголемува. Во моментов сме на околу 18%, значи бројот на разведени бракови 18% на годишно ниво од бројот на новосклучени бракови. И годишно расте за 2%. Значи ние веќе на секој петти брак имаме еден развод. Значи тоа можеби сега него засега некој гледач или меѓутоа тоа кај да е се случува на сите луѓе. И потребно е овој проблем да се реши благовремено, а не да чекаме да дојде до... А со оглед на ситуацијата во државата и сиромаштијата, мислам и економската положба, се очекува и да се зголеми уште повеќе. Дефинитивно. Еве, многу добро што го спомнати социјалниот аспект, бидејќи родителите кои што остануваат како така наречени самохрани родители, иако ова не е според мене правилен концепт, правилен термин, значи родителите кои после развод остануваат и го добиваат детето, според истражувањата социолошки и економски се на граница на сиромаштија. Што кажува тоа? Ако двајца родители крепат едно семејство во брак и значи тоа го прават со одредена доза на напор, колку поголем ќе биде напорот кога едниот родител ќе го земе целото старателство? Значи,
И што каже господинот Змијанов, значи потребно е ќе се отвори поголем простор. Ќе се растерети едниот родител. Ќе има време за професионално да се посвети професионално, да се дообразува, да се вклучи во социјален живот и после тој со тоа се стимулираат и склучување. И финансиско олеснување во секој случај. Се зголеми буџетот кој двајцата родители подеднакво ќе го вложуваат за детето. Тоа е најголем друг аспект, на пример и склучување на нови бракови. Како што е актуелниот систем, на пример, мажите знаат пред време дека тие се апсолутни губитници. Зошто кога некој пред време знае дека ќе изгуби битката, иако има искрени намери и сака повторно да влезе во брачните води и да формира семејство, зошто пак да помине низ истиот пекол и доколку има деца, на пример, пак да му бидат одземени и пак да, значи тоа е една многу лоша работа која што би требало што попрво да биде адресирана од страна на надлежните институции, бидејќи со подолго влекување ништо нема се постигне и ќе бидат резултатите и за Македонија и за ово општество многу негативни долгорочно. До тогаш граѓаните да ја исперципираат, да ја регистрираат како проблем. Јас ви благодарам што ви ветуваме дека ќе ја поканиме на јавната трибина и таму очекуваме и вашите искуства да ги споделите. Благодарам за поканата. Благодарам.